Недостигот на издржани аргументи е непримерно да се компензира со факти што не одговараат на вистината. Оправдувањето за погрешните политички проценки со непоткрепени тези е само начин на кој се влегува во трка за позиција, а не реално согледување на ситуацијата. Доколку имаше фер услови за политичка борба, доколку немаше притисоци, избор инженеринг, доколку немаше мапирање на терен, списоци 1+10, значи нешто против што актуелната власт порано се бореше, јас уверувам дека професорката Силјановска ќе ги добиеше изборите. Дополнителна аргументација за тоа дека ретроградниот етнонационализам, а не непостоењето фери демократски услови за надпревар се причина за неуспехот, не дава никој друг, туку поразениот кандидат. И наместо како пех, тој предизвикан јас се акцентира како адут. За мене гласале повеќе од 100.000 македонци одошто за против кандидатот, дури 132.981 глас дошле од албанските гласачи, иако е малку чудно во 21. век да ги делиме гласачите на македонски, албански, турски, ромски, сите гласови се еднакви, но ако однапред ги делиш и ги димензионираш според собствените потреби, тие не може да бидат еднакви, како упорното инсистирање на правото, ама без политиката, од кое тоа, за жал, извира. Политиката е таа што го диктира правото, па дури и тогаш, кога тоа е на вистинската страна. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат? Со законот. Со кој закон? Политичката математика и во овој и во сите други случаи покажува дека не е логична дисциплина. Кај неа вишоците не се калкулираат како плюс, туку се множат со нула. Такви се очекувањата и за пресметката со навистина преку бројните членови на кабинетот, кои освен задоволување на коалициските апетити, не даваат никаква калорична вредност, ниту пак ги знаат, дури и оние што би требало да бидат наинформирани. Па еве министри без ресор, еве сега да ви дадам. За да ги Како запознаеме да ви кој стави што бе. некој пиштол на глава, ќе кажете ли кои се министри без ресор? Ајде, Младен, те молам да те испрашам, дали ќе ги изрецитирам. О, па добро информиран новинар го знаеш. Добро, понатаму. Зорица. Така е. Како се презива? Тројца. Се ќе биде во ред кога нема да се гледаат имињата и презимињата, туку квалитетот на понудата. Неговата постојана деградација со семејните родослови и партиските списоци придонесува да се креира стандард по кој секоја администрација станува препознатлива, ама не по тоа што треба да ја краси. А тој влегол у јавен сектор со партиска книжка за да не работи, за да биде у функција на партијата, не да работи. Кој приватњак ќе земе некој кој што иде по улица Македонија по цел ден пие кафе? И на крајот, веројатно е време правниците да почнат да се занимаваат со медицина. Ние имавме гангрена. Ако сакаш да се избориш со гангрената, треба да исечеш, при што сечеш и здраво ткиво малку, за да можеш да спречиш ширење на гангрената и за да можеш да го спасиш она што треба да се спаси. Наместо тоа, ние почнавме да ставаме фластирчиња, да прскаме нешто, некој спрејчиње и слично. Сечењето е грубо и не изгледа убаво, но тоа е единствен начин организмот да остане жив.